И полицијата притиска за 25% поголема плата. Ова е клучното барање кој представници на независниот синдикат на полицијата денес го испорача на владата. Освен ова, се бара и итно подпишување на колективни договори со кои ќе се заштитат правата за полицијата, шумската, судската и затворската полиција. Не постои основна работа, тоа е колективен договор по кој во моментов Република Северна Македонија, владите, односно владата и Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, Министерството за земјоделство и шумарство мора хитно да пристапи во подпишување на колективни договори кои ќе бидат со основа за подобрување, односно за права кои ќе бидат согласно на потребите на работниците во полицијата. Иако законот за извршување на санкции беше донесен пред 5 месеци, вработените во затворите се уште не добиле ни денар покачување, а најмалку 40 затворски полицајци не можат да заминат во пензија зашто државата не си ја завршила работата. Законот за извршување и санкции е закон кој во моментов го има, меѓутоа закон кој практично не функционира, закон кој стои на хартија, меѓутоа владата и министерствата, односно Министерството за правда, не предвиде буџетски средства со кои вработените кои до пред 4 месеци беа затворски полицајци го остварија правото за пензионирање, не може да се пензионираат затоа што не може да направат пресметка на плата за да одат во пензија. Преговори за повисоки плати и колективни договори, независните синдикати водат веќе 3 години. Трпение тие ќе имале само уште 2 недели. Доколку за овие 15 дена нема напредок, нема никакво повикување од страна на министрите, ние сме подготвени овие мали блокади кои денеска ги направиме, блокади на 8 места, да ги прошириме на 32 места, секоја шумска полициска станица, секоја полициска станица и секој затвор во државата, каде што има членство независен синдикат, ќе направиме посебен план, ќе ги свестиме сите надлежни институции и блокадите ќе отпочнат непрекинато се до решавање на проблемите и прашањата кои ги имаме ставено на хартија и кои се ставени имплементирани во нашите предлози за нови колективни договори. Инаку во знак на предупредување денес околу 100 возила го блокираа Скопје. 2 дена претходно блокади имаше во Битола. И тогаш, и сега, независните синдикалци кои се околу 6000 на број се пожалија на притисоци за откажување на протести.